Да ги погледнеме најавите за денешните настани. Се е подготвено за првото издание на големата промотивно-спортска манифестација Охрид Water Festival. Стружани се жалат на преголема бучава во екна сезона. Живот на коцка, биографија на еден од најголемите менаџери во поранешна Југославија. Безбедно вратени на копно двајца малолетници кои со чамец неконтролирано се оддалечиле од брегот кај женска плажа. Во четврток 10 август ќе се прска против комарци. Со дневникот започнуваме по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид е свежо утро е времето, во текот на денот сончево со локална облачност, ветровито и свежо. Дневните температури ќе бележат пад, ќе бидат под повитогодишниот просек за овој период од годината, а максималната ќе достигне само 23 степени Целзиусови. Во текот на ноќта кон среда не очекува претежно ведро и свежо време со дополнителен пад на ноќните температури. Утре на северна, централна и североисточна Европа умерено облачно и нестабилно време со дожд, грмотевици и засилен ветар. Во останатите делови од стариот континент сончево со локална облачност, освен во југозападна Европа и на крајниот исток од Европа, каде се очекуваат температури над повитогодишниот просек. Во останатите делови од стариот континент температури невообичаено ниски за овој период од годината. На Балканскиот полуостров во среда претежно сончево време со локална облачност, ветровито и свежо. На северна полуостров зголемена облачност, а максималните дневни температури на Балканот во интервал од 23 до 30 степени. Во Македонија во среда не очекува постудено утро со дополнителен пад на утринските температури кои ќе бидат во интервал од 5 до 16 степени. Температури невообичаено ниски за овој период од август. Во текот на денот претежно сончево со локална облачност и потопло време. Попладне зголемување на облачноста ќе дува и слаб ветер од променлив правец. Максималните дневни температури во Македонија утре од 23 до 32 степени. Во Охрид во среда ќе преовладува претежно сончево време. Ќе има локална облачност, ќе биде ветровито и свежо. Утринската температура ќе бележи пад и ќе има вредност 11, максималната дневна 26 степени. Во Охрид во четврток претежно сончево со локална облачност и дневна температура до 25 степени, а во петок и сабота сончево и топло време. Утринските температури ќе бележат пораст, ќе бидат 14, односно 13 степени, а максималната дневна температура 26, односно 27 степени Целзиусови. Гледавте Метео на ТВМ во соработка со Трпе Инвест. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Лепи, зацврстува, запечатува. Со Бизон Полимакс секоја идеја станува реалност. Бизон Полимакс. Бизон, екстремно мокни лепила. Професионален сервис за хемиско чистење на облека Хембој. Веќе 50 години со вас. Единствени во регионот работиме со dry cleaning или суво чистење. Не дозволувајте импровизации со вашата деликатна облека. Хембој работи по сите европски сертификати и стандарди со најсовремени машини и методи за dry cleaning, односно суво чистење, она што го бара производителот на вашата облека за правилно одржување на истата. Вршиме услуги за водено перење на кебиња, постелнини, јоргани, наддушеци и прекривки. Традиција и квалитет веќе 50 години. Хемиско чистење Хембој. Ова лето, сладко лето охридско со плазма.
Тамаро, Супер Радио и највкусните Плазма, Плазмикс и Уелнес и ова лето ќе подаруваат и забавуваат. Многу награди, врвна забава, најмлади плазма кувари, хуманитарна плазма сладкарница, плазма чаршиска сладкарница се само дел од настаните со кои ова долго и топло лето ќе уживаме во прекрасниот Охрид. Уште и плазма леј крузинг и секојдневни награди на Супер Радио. Ова лето, сладко лето охридско со плазма. Правни субјекти, исполнете ги вашите законски обврски од областа на безбедноста и здравје при работа со наша помош. Превентива инженеринг село Оровник. Вршиме прегледи и испитување на работната средина и опрема, мерење на заштитното заземјување на електричната инсталација во објектот, обука за безбедност и здравје при работа на вработените лица, испитување на физичките штетности, микроклимата и осветленоста во работните простории, изготвуваме изјава за безбедност согласно Законот за безбедност и здравје при работа. Единствени сме во регионот. Брзо, точно, навремено и по најниски цени. Превентива инженеринг село Оровник. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ телевизија. Се е подготвено за првото издание на големата промотивно-спортска манифестација Охрид Water Festival, која ќе се одржува во Охрид од 19 до 27 август. Веќе се пријавени бројни екипи и надпреварувачи од неколку странски држави и обезбедени се сите логистички мерки за пријатен престој и безбедност на учесниците. Фестивалот во целост е подржан од локалната самоуправа на Охрид. Основна цел на овој фестивал е популаризација на водените спортови на Охридското езеро и промоција на уникатните потенцијали со кои располага Охрид како најголем туристички центар во Македонија. Дефинирани се сите детали, а деновиве финишираат и завршните подготовки околу организацијата на првото издание на големата промотивно-спортска манифестација Охрид Water Festival. Оваа спортска манифестација ќе се одржи во Охрид од 19 до 27 август. Охрид Water Festival се организира со целосна поддршка на локалната самоуправа од градов, а неговата основна цел е популаризација на водените спортови на Охридското езеро и промоција на уникатните потенцијали со кои располага Охрид како најголем туристички центар во Македонија. Концептот на фестивалот е токму тоа што треба Охрид како спортско-туристички град да и го понуди на пошироката домашна и меѓународна туристичко-спортска јавност. За скоро година дена успеаваме да извадиме на површина продукт во кој што се опфатени буквално, како што кажа Јоне, сите екипи, односно клубови кои што имаат било каква врска со вода, односно со Охридското езеро. Почитувани новинари, охриѓани, ценети присутни. Долги години наназад слушавме и дебатиравме дека е потребна поголема промоција на водените спортови на Охридското езеро и дека на Охрид му е потребна масовна манифестација која ќе придонесе за развој на градот како интересна дестинација за спортскиот туризам. Навистина сум среќен и горд што ни заедничка соработка конечно успеавме од зборови да преминеме на дела и нашите идеи да ги претвориме во реалност. Имам голема чест и задоволство да ви го најавам првото издание на големата спортско-промотивна манифестација Охрид Water Festival. Визијата и мисијата на организаторите е јасна. Обединување на сите охридски водени спортови, нивните активности и афирмација на нашето природно водно богатство, Охридското езеро како и неговата заштита, и се тоа во рамки на еден спортско-туристички бренд со име Охрид Water Festival, вели Јоне Станковски од организацијата на фестивалот. Првото издание на фестивалот е поддржано и од научната институција Хидробиолошки институт од Охрид, и самото лого на фестивалот е еден ендемски вид на алга која живее во езерото. Охрид Water Festival како спортско-туристички производ е поделен во два дела, односно во спортски дел, кој што ќе се случува од 19 до 27 август
и социјално-едукативен дел, кој што е дел посветен во вечерните часови, каде што таа спортско-туристичка понуда ја збогатуваме со разни содржини кои што се концерти, забава со диџеј, панел дискусии, промоции на храна автентична за Охридскиот регион и Македонија и пијалоци, разни изложби кои што се дел од фестивалот, а ги организираат спортските клубови. За голем дел од спортските настани веќе се пријавени бројни екипи и надпреварувачи од неколку странски држави, а се обезбедени и сите логистички мерки за пријатен престој и безбедност на учесниците. За крај, ќе ги поканам сите граѓани да бидете дел од овие настани со вашето присуство ќе давате поддршка на фестивалот, како и на сите водени спортови. Охрид Ботер фестивал или фестивал на водените спортови од Охрид има за цел проект кој е симбиоза на водените спортови, на охридското природно богатство и развој на нашата заедница. Главен спортски настан е традиционалниот пливачки маратон од Свети Наум до Охрид, кој е закажан за 26 август. Бучавата и ова лето не ги поштеди стружани и бројните туристи. Гласна музика и врева до раните утрински часови го реметат мирот и сонот на сите. Активистите велат, не се почитува ниту законот за угостителска дејност во поглед на дозволеното работно време, а инспекторатот оваа сезона не врши доволно контроли. Бучавата и оваа сезона не ги поштеди жителите и туристите во Струга. Најгласни се угостителските објекти на плажите и дискотеките во градот, кои го реметат мирот и сонот на сите, се жалат стружани. Бројните забави во шпицот на сезона до раните утрински часови предизвикуваат бучава над дозволените 50 децибели. И годинава сме сведоци на тотално безредие во поглед на почитување на јавниот ред и мир, посебно во делот што се однесува за гласноста на музиката. На тоа реагираат не само граѓаните на град Струга, веќе добиваме и сериозни реакции од туристите кои го посетуваат градот и кои дошле овде со намера да имаат мирен и тивок одмор. Според активистите не се почитува ниту законот за угостителска дејност во поглед на дозволеното работно време, а инспекторатот оваа сезона не врши доволно контроли. Работното време според законот за работно време е до 1 часот по полноќ и од 12 до 1 часот интензитетот, јачината на музиката треба да биде помал од претходно. Она што е работа на инспекторатот, она што е работа на МВР, сепак останува како некаков незавршен дел. Од комуналниот инспекторат не добивме одговор колку контроли се извршени оваа сезона, но согласно законот за прекршоци, оне што го нарушува мирот со пеење, користење на музички инструменти во периодот од 15 до 18 часот и после 23 часот до 6 часот наутро, ќе заработи глоба од 50 до 100 евра, а за правното лице предвидена е казна и до 6000 евра. Во време кога преку социјалните мрежи само промоцијата полека, ама сигурно професијата менаџери ја направи непотребна, еден од најголемите менаџери на поранешните југословенски простори, Велибор Џаровски Џаро, низ земјава ја промовира својата автобиографска книга Живот на коцка. Книгата ја напиша неговата ќерка Милица Џаровска, која на еден забавен начин ги носи читателите на возбудливо патување низ животот на низиниот татко Џаро. Милица од прва рака била сведок на најголемиот број настани за кои пишува, а кои биле секојдневие за низиниот татко. Од првите организирани журки и игранки во Скопје, па се до првиот менаџерски потфат со групата Индекси, животот на можеби и најголемиот менаџер на поранешните југословенски простори Велибор Џаровски Џаро беше патување, песна, игра и љубов. Но играта која ја играше не беше секогаш лесна, раскажува неговата ќерка, автор на неговата биографија насловена како Живот на коцка. Бурниот и немирен темперамент, остриот ум и специфичниот карактер постојано го соочуваа со најразлични перипетии. Се сеќаваш Џаро, бил менаџер во време кога менаџерството беше непризната професија. Бил човек кој не признавал просечност и пораз, незауздан ум кој не се плашел да ги премине границите.
Работел во време кога таа професија не била лесна во држава која била збир на народи и јазици, во време кога се назираше низиниот распад, време кога патот до успехот бил тежок. Многу тежок, држава од 22 милиона луѓе, од 6 држави, 2 покрајни од 8 држави, 8 менталитета, 8 јазика, 8 националисти. Имаше многу националисти кои го упропастија тоа. Да кажем, имаше еден од најдобрите пејачи у Југославија, покојни Оливер Драгојевиќ, не само што беше Хрват, него беше по занимање Хрват. Организатор на повеќе од 5000 концерти, промотор на безброј пејачи и фудбалери, на кои им помогнал да го достигнат врвот во кариерата, бестрашен прекршувач на законот со 135 лажирани надпревари. Секогаш во центарот на вниманието поради различни згоди и скандали остана крал на југословенската естрадна и спортска сцена, дури и по нејзиното распаѓање. Денес ке рече Джаровски има менаџери, но ретки се. Младите звезди ги користат платформите на социјалните мрежи за промоција. Македонија е плодна со музички таленти, а има и се уште добри менаџери, вели Джаро. Охридјанецот Григор Копров го посочи како едно од последните големи естрадни менаџерски имиња кај нас. Имате ваш Охридјанец и мој пријател и ваш веројатно, меѓутоа малку годините го јадат. Копров. Копров има најдобар фестивал овде и меѓународен фестивал, меѓутоа веројатно нема помош и околу себе екипа кој би го направил меѓународен фестивал, бољи од Сунчане скале, чак и од Сплит. Деновиве Джаро ни земјава промовира автобиографската книга Живот на коцка, која доживеа и издание и на српски јазик. За звездата на едно старо добро време кое веќе го нема, но ќе остане вечно запаметено. Авторка на книгата е неговата ќерка, новинарката Милица Джаровска, која на еден забавен начин ги носи читателите на возбудливо патување низ животот на Джаро. Македонското издание на книгата е на издавачкиот центар 3. Безбедно вратени на копно двајца малолетници кои со чамец неконтролирано се оддалечиле од брегот кај женска плажа во Струга, информираат од Министерството за внатрешни работи. Денеска, 8 август, во 9 часот и 35 минути во полициската станица за граничен надзор Охридско езеро, од веслачки клуб Црн Дрим од Струга било пријавено дека во водите на Охридското езеро, на 2 километри од брегот наспроти женска плажа, неконтролирано се оддалечува чамец за веслање со двајца малолетници во правец на државната граница со Република Албанија. Според пријавеното, членови на веслачкиот клуб се доближиле до чамецот, но поради силниот ветер не можеле да го извлечат на брегот. По преземени мерки, полициски службеници од полициската станица за граничен надзор Охридско езеро, полициската станица за граничен надзор Франгово и членови на веслачкиот клуб го пронашле чамецот на 1 километар наспроти хотел Изгрев во Струга, пошто со службен пловен објект чамецот со малолетниците кои се во добра здравствена состојба безбедно се пренесени до брегот на езерото, информираат од Министерството за внатрешни работи. Расказот "Ние ја имаме судбината на Јозефа К. под шифра, обид на македонистот" е изабран за најдобар на годинешниот конкурс Живко Чинго. Комисијата го издвои награденото дело со актуелноста на горливата тема, вклопена во интертекстуална книжевна матрица, со референци на светската и македонската книжевност, што му дава постмодернистички сензибилитет. На конкурсот пристигнале 73 коверти со вкупно 75 раскази, а во потесен избор бил и расказот под шифра Билјанини избори. Авторот на наградениот расказ треба најдоцна до 11 август да се јави во Оделението за култура на општина Охрид за докажување на авторството со четвртиот примерок. Наградата на авторот ќе му биде врачена на традиционалната манифестација вечер на Живко Чинго на 13 август. Во четврток 10 август ќе се прска против комарци. Ќе се спроведе теристичка од земја дезинсекција против комарци. Запрашувањето ќе се врши во периодот од 19 часот во четврток до 6 часот во петок. Со дезинсекцијата ќе биде опфатено Охридското крајбрежје на потекот селото Подмолје до комплексот Свети Наум, територијата на градот Охрид, потекот на реката Грашница и Коселска река. Се молат пчеларите и пчеларските задруги да ги превземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Исто така се молат и граѓаните во тој период да го намалат своето движење на посочениот опфат, апелираат од општина Охрид. Во случај на појава на неповолни временски услови, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Следуваат вестите од светот.
Шокантна е веста дека подивите тепачки пред неа Филаделфија, предводени од навивачи на Динамо Загреб, еден млад навивач на АЕК е мртов, се вели во текстот на Спорт 24. Шок, страф и неверување владее по се она што полека се дознава за инцидентите што ги предизвикаа навивачите на Динамо Загреб во неа Филаделфија синоќа во напад на навивачите пред ОПАП арената. Се вели во текстот на Спорт 24. Овој портал пренесува дека е убиен млад навивач на АЕК кој бил повреден од остар предмет, додека неколкумина повредени се префрлени во Црвениот крст. За сега се верува дека има десетици повредени лица. Во болницата имаше и припадници на полицијата и на обезбедувањето, а нивниот број со тек на времето растеше за да се избегне најлошото. Во исто време сепак дошло до голема тензија меѓу роднините кои отишле во болница за да дознаат состојбата на повредените, се вели во текстот. Според грчкиот портал уапсени се 96 лица. Руски ракети синоќа два пати го погодија центарот на украинскиот Покровск, при што загинаа 8 лица, меѓу кои 5 цивили, изјави регионалниот гувернер Павло Кириленко, додека во областа Харков 2 лица загинаа во руски напади. Вториот проектил бил испален 40 минути по првиот, убивајќи ги и ранувајќи оние кои реагирале по првата експлозија, изјавија очевидци на нападот на снимателот на Reuters. Меѓу загинатите има двајца спасувачи, едно воено лице, 9 полицајци и едно воено лице, кои се ранети, но повеќето од 31 повреден се цивили, вклучително и член на локалниот градски совет. Покровск е град под контрола на Украина во близина на линијата на фронтот, а снимките покажуваат како спасувачите минуваат низ урнатините, уништени автомобили и стамбена зграда со искршени балкони. Пожарникарите во Португалија се борат да ги стават под контрола шумските пожари кои зафатија илјадници хектари поради високите температури. 800 лица присуствуваа на гасење на пожар во близина на јужниот град Одемира во текот на ноќта, при што повеќе од 1400 лица мораа да се евакуираат. 9 пожарникари се повредени при гаснењето на пожарите. Температурите над 40 степени Целзиусови се очекува да го погодат поголемиот дел од Пиренејскиот полуостров. 3 големи пожари кои изгореа стотици хектари во Шпанија за време на викендот се ставени под контрола, но метео предупредувањата остануваат на сила во поголемиот дел од земјата. Во Португалија вчера забележена е температура од 46,4 степени Целзиусови, најтопла во годината досега. Пожарот во близина на Одемира започна во саботата, а силните ветрови го зафатија југот во ридската внатрешност на Алгарве, главниот туристички регион на Португалија. Пожарот досега уништи 6700 хектари земја, 19,4 туристички сместувачки капацитети и место за кампување кои се евакуирани. Во центарот на земјата други големи пожари предизвикаа затварање на неколку делови на автопатот, како и делови од А1 автопатот меѓу Лисабон и Порто. 16 авиони за бомбардирање со вода се распоредени за поддршка на напорите за гасење на пожарите низ двете области. Најмалку 2 лица загинаа, илјадници летови се откажани или одложени, а повеќе од 1,1 милион домаќинства и компании вчера останаа без струја во силното невреме пропратено со град и грмотевици кој помина низ источниот дел на САД. Националната метеослужба издаде предупредување за торнадо за поширока област околу главниот град на САД Вашингтон, кој траеше до 21 часот по локално време или 3 часот наутро. Предупредувањето беше за ветрови од урагански сили со потенцијал за град и торнада. Националната метеослужба соопшти дека повеќе од 29,5 милиони луѓе биле под предупредување за торнадо. Од синоќа повеќе од 2600 летови во САД беа откажани. Од вчера вечер повеќе од 1,1 милион корисници останаа без струја во државите Алабама, Џорџија, Јужна Каролина, Северна Каролина, Мериленд, Делавер, Њу Џерси, Пенсилванија, Тенеси, Западна Вирџинија и Вирџинија. Тука е крајот на првото издание на Дневникот на ТВМ. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Пријатно.